време за една убава тема која што сакаме заеднички да ја споделиме, да дадеме аплауз на добрите приказни кои што ширум светот ја слават македонското знаење, би рекла, или македонските генијалци, бидејќи така ги нарекоа многу од медиумите. Тие го освоија светот, бидејќи негодамна на јубилејната 60-та или 60-то издание на Олимпијадата по хемија, која што се нарекува Менделеев и се случува во Москва, Русија, тие се вратија со значајни успеси. Македонскиот тим, составен од четворица, но утрева дел од нив во студиото, со оглед на тоа што другите двајца се нели од надворот Скопје, па би сакала да ги поздравам и да ви ги представам Теона Ана Георгиевска и Даниел Христовски, кои што има можност да бидат дел од оваа Олимпијада. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро. Ви благодариме на поканата. Ќе ги поздравиме и другиот Даниел, така, и Георги, кои што се од Прилеп и од Штип и кои што се нели дел од тимот кој што имаше можност да биде дел на оваа Олимпијада. Прво да ви упатам честитки, навистина медиумите пишува и јас се радувам кога за вака можеби помалку значени за некого, но за некои многу значени работи се пишува во медиумите и навистина е така. Ова се убави приказни кои што треба да се пренесат во нашиот етер или да стигнат до што поголем број на луѓе. Честитки од нашиот тим и може да ни раскажете, ние пред малку ја погледнавме Русија и баш ве прашав дали вака ја најдовте во едно зимско руво, но споделивте дека преубаво сте се поминали, дека не беше снегото на што вам ви беше секојдневија. Прво ќе прашам какви се импресиите со оглед на тоа што многу неодамна се случи оваа Олимпијада и тоа 60-та поред јубилејна. Да, минатата недела се вративме, веќе неколку дена се поминати и чувствата и емоциите полека спласнуваат, дека таму нема време за мислење, нема време за средување на мислите, туку се е некако одеднаш на брзина, се живее во моментот едноставно и немаш време да ги процесираш сите емоции кои што ги добиваш при Олимпијадата. Да, Даниел, каков е твојот впечаток? Јас искрено преубаво си поминав и баш сакав да посетам Москва како еден од поголемите градови во светот. И мене премногу ми се допадна Москва, луѓето беа исто така гостопримливи и што се должи на Олимпијадата, исто така многу убаво си поминавме, се задоволувавме. Како дојде до тоа да има Македонија воопшто тим на Олимпијадата? Ова е јубилејно издание и тоа говори само дека 60 години наназад се случува вакво нешто, една Олимпијада по хемија која што на едно место ги собира најдобрите од целиот свет. И верувам дека тоа не е мала работа. Можеби посоодветно да ве прашам зошто хемија и од каде љубовта за овој предмет, па потоа за моментот како се стигнува на една ваква Олимпијада, на еден ваков значаен настан. Па јас уште од основно образование, од 4-5 одделение учествувам на надпревари, првично по природни науки, а потоа и биологија, хемија, физика, сите тие природни науки и некако ме привлекувале тие науки општо, бидејќи се многу практични и многу експериментални и може секој факт што тие го кажуваат да се докаже, да се види. Тоа е интересното веројатно. Да, тоа е најинтересното што покрај тоа што ние можеме да го научиме нештото, теориски да го разгледаме, еве и на Олимпијадата имаше експериментален дел каде што ние се соочуваме со вистински проблеми од науката. И затоа искрено хемијата ми е преинтересна. Слично јас уште од 5-6 одделение сме проварам исто така во природни науки и хемијата и физиката и биологијата се науки кои што директно ни укажуваат зошто некои процеси се случуваат во светот. Па и јас сум така малку позаинтересиран да ја знам страната каде што може да се разгледа тоа од убав аспект, зошто како се случува тој процес. Да. Како се случи или како се формираше македонскиот тим? Споменав дека покрај вас двајца кои што сте од Скопје, имаше уште двајца во тимот, Даниел Христов кој што е од Штип и за него велат дека го потврди квалитетот на Штипската школа за млади научници и секако Георги Николовски кој што е од Прилеп. Ова е веројатно на ниво на цела Македонија, се одбираат претпоставувам најдобрите, можеби по пат на тие надпревари кои што и ти ги спомена Теона, но како се создаде овој тим за да патува за Русија?
Најпрво се започнува со стандардниот циклус на надпревари, тука што го имаме општински, регионални и државни надпревари по хемија за средно образование од 1 до 4. Потоа на државниот надпревар најдобрите 10 од секоја година се селектираат и се повикуваат на квалификационен надпревар каде што се решаваат потешки задачи од тоа што се даваат на обичните надпревари, малку од олимписки тип и се селектираат група од 10 ученици, годинава 12 и ние продолжуваме сите заедно на подготовки кои што се одржуваат на Институтот за хемија, заедно со професори, асистенти, исто така и студенти и потоа од тие се прави уште помала селекција од 4. И тоа е всушност тимот кој што замина оваа година за Русија. Велиш задачи од олимписки тип. Ајде малку тоа опишете него, тоа се некои поспецифични загадки кои што треба да се решат, да се направат, имате искуство, можеби ви помогнале професорите, студентите, учениците, сите овие кои што ги наброја, кои што се нели дел од луѓето кои што ве насочуваат во целиот овој процес. За какви задачи всушност станува збор? Да, всушност тоа не се задачи, тие како што ги нарекуваат се проблеми. Многу комплексни и обемни проблеми кои што се среќаваат во секојдневните истражувања на некои научници, академци, бидејќи и тие ги прават всушност проблемите. Се многу например кај нас во средно образование такво знаење не се опфаќа, не се нуди и затоа ние се подготвуваме на факултет со професори, бидејќи некои задачи е потребно и факултетско знаење од додипломски студии. Да. И што беа проблемите кои што ги решававте во Русија? Кои проблеми ви беа зададени за кои што требаше да најдете решенија? Во Русија, како дел од теоретскиот дел, имаше најразлични проблеми од секоја област на хемијата, вклучувајќи термохемија, органска синтеза. Дали имавте можност можеби да одберете на кој проблем ќе работите или се задава задачи и тоа е тоа, нема избор? Дел од форматот беше дека на вториот тест од теорија ние имаме шанса да избереме од 3 задачи понудени за тема и една од тие да ја решиме и за неа да добиеме поени. Тоа што мене најинтересно ми беше експерименталниот дел, бидејќи беше како центрирано околу креирање флуоресценција. И се беше околу да се увиди флуоресценција или да се создаде на некој начин. Пример, најинтересно беше органска синтеза, каде што ние директно синтетизиравме супстанцијата која што ја креира таа карактеристична флуоресценција. Она што се пишуваше по медиумите, особено ова сега она важи за тебе, дека имаме за прв пат освојување женски медал. Ајде малку тоа да го подобјасниме. Досега Македонија учествувала на оваа олимпијада? Да, Македонија учествува многу долго време на Добра, но дали се ова најдобрите резултати досега или истиот резултат го имавме и минатата година, 2 бронзени медали и годинава го имаме тоа. Меѓутоа што е различно, да, за прв пат девојче освојува медал, прва, но се надевам не и последна. Бидејќи со ова се надевам дека ќе ги отворам вратите за многу девојки после мене, за да не се плашат да учествуваат на вакви надпревари, дека историски гледано жената е многу често дискриминирана во науката. И јас бев инспирирана од тоа да докажам дека време е тоа да се смени, дека не треба така да е. Има многу квалитетни жени научници и треба да се оддаде почит и исто така потполно исто како што се оддава и на другите. Да, колку имаше жени кога веќе зборуваме за дискриминација или недискриминација, равноправност на олимпијадата во Русија? Колку имаше жени представнички од другите земји? Ова беше на светско ниво, така? Колкава беше можеби конкуренцијата, колку земји учествува оваа година, па и колку доминираа жените? Мислам дека учествува околу 40 на земји или 39, така нешто. Жени, од тоа што моја статистика што броев, медалистки има некои 15%, мислам дека само од вкупните медалисти се жени, а верувам и од прилика целата олимпијада толку се одржала. Да, кој го освои златото? Која земја, бидејќи вие бронзени медали освоивте? Русија, Кина,
Виетнам, тие се земји што доминираат. Водечките земји во поглед на науката. За оваа олимпијада, веројатно и претходно со оглед на тоа што љубовта кон хемијата и природните науки не ви е нешто непознато, за оваа олимпијада се пишува дека е еден од најтешките надпревари во светот. Дали тоа ви беше за вас некој посебен предизвик или можеби внесуваше доза на страв, на адреналин, на некоја позитивна трема, како ќе биде, што ќе биде, со кој се тамо ќе се соочите? Јас влегов на тестот чисто бидејќи знаев дека бидејќи е толку тешка олимпијада, веројатно нема да освојам нешто посебно. И влегов така со на некој начин менталитет дека сум битно во Русија, дека сум ја видел Москва. Важно е да се учествува. Македонскиот менталитет, сакаш да кажеш, добро. Дека сум влезен, нели, сум стигнат таму, што беше релативно далеко, нели, од дома. Така влегов без некои посебни очекувања за себе. Со надеж, нели, ако се случи да освојам нешто, да бидам израдуван. Да, Антеона Меудимите пишуваат дека да се освои бронза во Москва на ваква олимпијада против гиганти како Кина и Русија, кои што ти ги спомена и некои други светски сили, еднакво на вистински научен подвиг. Се согласуваш со ова, како во твојата глава ја опишуваш и во оваа олимпијада за која што светот зборува дека е многу значајна, а ви успеавте да остварите значајни успеси таму? Да, апсолутно, ова е огромен успех и Македонија има нешто да се радува и гордее, бидејќи ние се ставаме на рамниште со некои, еве како што кажавте, светски сили, докажуваме дека и нашето знаење вреди, и нашето образование, дека можеме да се споредуваме со нив. И тоа е навистина убаво чувство да се знае дека можеме и имаме што да покажеме ние како земја. Да, особено па вака сега и со жени кои што можат и умеат да доминираат и да направат некакви промени во светски рамки. Ова што се случуваше во Москва е можеби на некој начин продолжение на патот кој што вие го одите веќе долг временски период. Хемијата, природните науки, споменавте вашата љубов. Што понатака? Пред малку зад камери, мислам дека убаво да споделиме и со гледачите, ми напоменавте уште една олимпијада во Узбекистан. Две олимпијади годишно се случуваат кога е хемијата во прашање? Да. За каква олимпијада станува збор? Што во моментов ве очекува или можеби прашањето би било подобро што олимпијадата во Русија ќе ви овозможи понатака во иднина? Што значи да ја имате во вашето портфолио или CV да се знае дека оттаму сте се вратиле со бронзен медал? Олимпијадите се поразлични, мислам, не се споредуваат една со друга, но оваа олимпијада учествуваат помалку земји, меѓутоа проблемите се Зборуваме за во Русија? Да, или за да. Добра. Следната олимпијада што е во јули, таа е од светски тип, учествуваат можеби дупло повеќе земји од сега. Меѓутоа задачите си имаат одреден формат, исто така таа олимпијада има програма, силабус, знаеме отприлика што може да очекуваме за неа, затоа е некако полесно. Со тоа што освоивме медали на оваа олимпијада, ни кажува дека ние имаме знаење за да освоиме и за следната, така што очекуваме успехи таму. Да, Даниел, каков е твојот став? И јас сум со таква надеж и да, убаво е што имавме искуство да отидеме на Менделеев, бидејќи вие како што кажавте и како што пишуваат насекаде, Менделеев е најтешката олимпијада по хемија, па би требало доколку се класираме за светската да ни биде барем малку полесно во однос на задачите и во однос на експерименталниот дел. Да, верувам дека кога се има искуството, кога имате можност да бидете дел од некој ваков голем настан, потоа е малку за нијанса можеби полесно, знаејќи што може да биде, бидејќи ова и за вас прва олимпијада, така? Не е прва олимпијада во Русија? Колку досега имате? Не, во Русија зборувам, дека е прво такво олимписко искуство. Да. И кога веќе еднаш ќе се помине, веројатно патот понатака е полесен. Што подразбираат подготовките и овој подготвителен период за доследната олимпијада? Подготовките, како што кажав, започнуваат уште со поголема група на ученици во јануари. Викенди најчесто, бидејќи
преку работна недела имаме и училиште. Паралелно се работи и редовната настава и овие предавања. Заедно имаме со професорите и асистентите некои експериментални вежби и теориски подготовки, каде што разгледуваме теорија, меѓутоа исто така решаваме и проблеми, се запознаваме со начинот на размислување. Многу е важно за решавање на тие проблеми креативност и критичко размислување, за да можете и снаудливост да имате, едноставно да се снајдете во задачата како треба да се реши. Исто така како дел од во склоп на тие подготовки, исто така имавме шанса и во лабораторија да работиме и да испробуваме и да пробуваме да ги решиме некои од минатогодишните надпревари и проблеми со кои што се соочиле други олимписти. Какви се вашите очекувања сега за Узбекистан и кој тим ќе оди? Дали тоа се уште не се знае? Допрва ќе се одреди кои ќе бидат учесниците на таа олимпијада светска? Да, допрва треба да се одреди. Надпреварот кој што ќе одреди кои ќе учествуваат е наредна недела. Моето очекување лично е повторно, бидејќи прва година ми е мене со олимпијади со светски надпревари. Да, светски надпревари за средно. Мене повторно ми е битно да учествувам и да добијам искуство за наредна година. Какви се вашите амбиции за понатака? Со оглед на тоа што сте средношколци, веројатно природните науки се нешто по кое што ќе се стремите и понатака, ќе се надградувате, но дали сега веќе имате некакви размислувања што и каде понатака? Тоа прашање е многу тешко, што дури ни хемија не може да го одговори. Да го одговори овој проблем, така? Јас лично сум во многу тешка дилема, бидејќи учествувам и на биологија, мислам надпревари и на хемија и сум помеѓу двете, не знам која ќе победи, меѓутоа идеално би било нешто да ги спојаме двете, нешто, некоја биохемија или нешто од тој тип, за да можам да го искористам знаењето и од едната и од другата наука. И да го искористиш максимално својот потенцијал. Ке тебе, Дани? Јас сум малку поразличен и јас сум измеѓу физиката и хемијата, тоа што јас имам уште една година од средно пред да стигнам до размислување нели како ќе продолжам понатаму. Тоа што за следна година знам дека сигурно е дека ќе продолжам со хемија да учам и да се подготвувам за олимпијадите. Исто и физика, затоа што физиката многу ме влече. Во однос на што понатаму после средно и како олимпијадите мене ќе ми помогнат, како што кажа Теона, тие даваат вистински проблеми, не подготвуваат со некои вистински проблеми со кои што други се соочиле и веројатно исто така би сакал идеално нешто измеѓу физика и хемија да завлезам и да работам. Да. Јас ви посакувам многу успех, бидејќи времето на брзина ни помина, но драго ми е што утре имавме можност да пренесеме на вистина значајни работи за младите гениални умови, како што ве нарекуваме идиомите, и на вистина е така. Продолжете да блискате и да грабате од светот, затоа што во многу наврати сте си докажали на себе дека на вистина ништо не е невозможно, дека веќе светот е едно големо село, како велат, и дека на вистина може многу далеко да се стигне само со упорност, добра мисла и со многу работа и труд. И се надевам дека ќе можеби се видиме повторно после олимпијадата во Узбекистан. Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас.